Недоволна кадровска екипираност на институциите, недостиг на специјализирани обуки за дел од персоналот, несоодветни сместувачки услови во дел од затворите, предизвици во обезбедувањето на времена и достапна здравствена заштита, како и материјално-технички недостатоци кои директно влијаат врз квалитетот на третманот и условите во кои престојуваат лицата лишени од слобода, констатира народниот правобранител во извештајот на Националниот превентивен механизам за 2025 година. До сега ќе видите во самиот извештај, во анализата има над 400 посетени институции, значи посетени установи, токму таму каде што се лишуваат лица од слобода. Препораки се дадени до самите институции, до самите органи, до управата за извршување на санкции. Констатирано е во извештајот дека дел се имплементирани, меѓутоа поголемиот дел не се, и затоа се состојбите се од година во година такви какви што се, малте не се исти и не се менуваат на подобро. Народниот правобранител посочува и тоа дека во полициските станици и понатаму се забележува недоволен број на униформирани полициски службеници, недостаток на соодветни услови за работа и непостоење на посебни простории за разговор со деца, а во дел од установите продолжуваат да постојат проблеми кои што со години се повторуваат. Имајќи ја предвид ранливоста на децата, кои доаѓаат во контакт со полициските органи, Националниот превентивен механизам смета дека обезбедувањето на соодветни и наменски простори представува важна гаранција за заштита на нивните права и интереси. За време на посетите беа констатирани и одредени материјално-технички недостатоци. Во дел на полициските станици недостасуваат функционални системи за видеонадзор и системи за повикување, а беше посочен и недостаток на финансиски средства за обезбедување исхрана на задржаните лица. И покрај континуираното укажување, народниот правобранител посочува дека значителен дел од препораките се уште не се целосно имплементирани, меѓу кои и дел од меѓународните обврски што државата ги презела со ратификацијата на факултативниот протокол на Конвенцијата против тортура.